Пазарџиите на тезгите од зелените пазари, наместо регистрирање на фирма преку Централниот регистар, сега ќе мораат од Комората на трговци да си извадат лиценци. Нема да има фискализација на пазарите во земјава. Ова се дел од одредбите на новиот закон за трговија на зелените пазари, кој минатата недела го поминаа собранискиот филтер. Председателот на Комората за трговци Екрем Долек изјави дека ќе се издаваат и ќе се поделат лиценците по пазарите, бидејќи од Сдруженијето на пазари се регистрирани во Комората. За да добијат лиценци, пазарџиите треба да докажат дека поседуваат тезга под закуп. Лиценцата ќе има рок на важност од 1 година. Засега некои од пазарџиите имаат регистрирани фирми, но законот вели дека лиценците ќе бидат задолжителни ако треба да се продава на зелените пазари. Тие што не се регистрирани, тие нека си платат. Јас си плаќам по прво за јавни приходи, јас сум си регистриран трговец поединец сум јас дека. Јас сум каров ден. Имаме ја регистрирано, нема потреба више таму. Колку плаќате за сега? Плаќаме како што е тоа, да речеме пензиско, инвалидско, нотар таму што има, тоа си плаќаме ние се што треба. Тезга си плаќаме тука 4 ларки да речеме. Ние си имаме регистрирани сме. Тие што не се регистрирани, да речеме има пензионери, има таквија, пензија зима, работи тука, ништо не плаќа на државата. Треба малку се плати, јас не викам. Треба малку, урети работа. Они и не тажат многу. Нека си биде регистриран, на диво да не работи, зашо? Доколку лиценцата не се продолжи, на закупецот ќе му биде одземена тезгата и се брише од неговата собственост од листата на пазарџи. Министерствата за финансии и економија дополнително ќе го договорат изното за добивање на лиценци. Инаку, во Штип на стариот и новиот пазар функционираат околу 200 продажни места на тезги на пазарите. Имаме стар и нов пазар, вкупно има околу 200 тезги. Месечна такса за зеленчук и овошје е 2000 динара, месечна такса за текстил е 1200 и дневна 500 денари. Ова лиценците веројатно ќе го регулираат и продавањето, ќе ги олеснат и работењето на тезгите. Па секако со овие лиценца која ќе се даде, ќе се олесни работата и мислам дека според законот ќе се одвива и продавањето во нашиот пазар. Инаку вкупниот приход во државната каса од работата на пазарите е над 5 милиони евра. Во земјава има повеќе од 20.000 регистрирани тезгаџи, а проценките се дека од дивите продавачи државата губи повеќе од 800.000 евра годишно. Ке се плаќа и персонален данок на државата, како и здравствен и инвалидски надоместок, додаваат од Комората на трговци. Минатата недела во собранието се изгласа законот за трговците на зелените пазари, а во текот на оваа недела ќе излезе и во службен весник.